Нов софтвер за информации преку SMS или имейл за статусот на предметите на даночните обврзници, поднесени во град Скопје. Од јануари наредната година ќе биде воведен на веб страната на главниот град. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска на пресконференција информираше дека со употреба на овој софтвер граѓаните ќе го намалат стресот и изгубеното време на шалтерите на кои ги подмируваат своите даночни обврски. Откако го продолживме работното време на бараката 16 до 19 часот и 30 минути, воведуваме уште една новина со која што услугите ќе бидат поедноставени и подостапни на секој наш граѓанин. Во почетокот на 2018 година ќе биде пуштен во употреба софтвер со кој што ќе ги поштедиме граѓаните од стресот и изгубеното време на шалтерите на кои што ги подмируваат своите даночни обврски. Шилегов додаде дека ќе се активира и делот за проверка на имот или финансиска состојба, поврзана со данокот на имот или со фирмарината на официјалниот интернет портал на град Скопје. По прием на предметот, граѓанинот ќе добие потврда по SMS дека предметот е примен и понатаму до крајот на постапката ќе добива нова порока со соодветна информација за некоја промена на статусот на неговиот предмет. Воедно, ќе се активира и делот за проверка на имот или финансиска состојба поврзана со данокот на имот или фирмарина на официјалниот портал на град Скопје. Со ова, овозможуваме на граѓаните во случај на проблем поврзан со нивниот имот да можат да пријават по електронски пат. Новиот софтвер ќе овозможи сите даночни обврзници што се евидентирани во базата на податоци во градот Скопје да пристапат на градскиот интернет портал и да можат кон својот единствен матичен број или единствен даночен број да додадат активен број на мобилен телефон или имейл адреса на кој во иднина би добивале пораки во врска со своите обврски поврзани со даночните оделенија во град Скопје. Прифатилиште за улични животни во рамки на општина Аеродром, едукативни и информативни кампањи, субвенции за вдомување миленик и мрежа на старатели на бездомните животни се само дел од предложените мерки на средба со граѓанските здруженија и активисти за заштита на правата на животните. На средбата присуствуваше и градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин, како и представници од јавното претпријатие Комунална хигиена, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, представници на локалната полициска станица и стационарот Вардариште, како и представници на граѓански здруженија и активисти за заштита на правата на животните. Како што информираат од општина Аеродром, на средбата се разви конструктивна дискусија за сите аспекти од третманот на уличните животни, од која излегоа конкретни предлози за згрижување и заштита на уличните животни. По внимателно разгледување на сите мерки, општина Аеродром ќе состави и план за реализација од одбраните активности. Општина Аеродром ќе ја интензивира соработката со граѓанскиот сектор и со одветните надлежни институции за да може да делува координирано и ефикасно. Во општина Бутел се одржа ораторската вечер на учениците од 7 основни училишта од општината. 30 основци кои учествуваа во проектот Млади лидери на заедницата на Центарот за економски политики, анализи и консалтинг, кој се реализираше од крајот на месец август, ја приредија завршната ораторска вечер на наставниците, родителите и граѓаните на општина Бутел. Нивните настапи беа посветени на 3 актуелни теми: новите технологии, компјутерите и мобилните телефони, интернетот и социјалните мрежи и тестирањето на лековите врз животните. Присутните ги поздрави градоначалникот Велимир Смилевски, кој истакна дека младите од општина Бутел секогаш ќе ја имаат неговата поддршка. Додаде дека обуките на младите ќе бидат во постојан подем и посочи дека посакува ораторската вечер да стане традиционална манифестација во општина Бутел. Ќе ги слушнеме сите оние наши млади луѓе кои што се спремни да учествуваат на една ораторска вечер кој што ќе им биде, сме сигурни, една основна стартна позиција за животот. Ќе видите сите вие гледачите дека децата се спремни за краток период, успешни во она што ќе го презентираат. Се надевам дека ова ќе биде една можност на општината да биде како традиција во наредниот период да може да
организираме вакви работи и да ги вадиме нашите таленти од општината. Анастасија Стојановиќ од Центарот за економски политики, анализи и консалтинг информираше дека проектот се одвиваше во неколку фази, почнувајќи со информирање на младите ученици во општината за различноста, идентитетот и можностите за вклучување на младите во демократските процеси на локално ниво. Следуваше обука за соработка, толеранција, а финишираше со синоќашната активност како дел од промоцијата на уметноста за убаво говорење и ораторство на младите ученици како предуслов за успешно лидерство на идните генерации. Бевме многу позитивно изненадени, тие се одлични ученици, значи покажа лидерски способности. Многу бевме воодушевени, исто така морам да напоменам дека имавме одлична соработка и со наставниците кои беа нивни ментори и со представници од општината, градоначалникот од првиот момент па се до денес. Целта на проектот е да ги информираме младите од различни етнички заедници кои што живеат во општина Бутел, да ги зајакнат тие своите капацитети, да имаат поголема информираност како може да се вклучат сите заедно преку соработка, да осознаат многу работи за себе, за своите култури и да имаат можност на ваква вечер да се обратат кон пошироката публика и јавност. Пред голем број љубители на уметноста во Домот на култура Илинден отворена изложбата со наслов Илинден со пријателите. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски ја отвори изложбата, а за авторите и нивните дела пригоден збор одржа писателот Ефтим Клетников. На изложбата се представени над 40 дела од сликари кои веќе имале изложби во Домот на култура Илинден, како Васко Ташковски, Павле Кузмановски, Новица Трајковски, Стефан Хаджиниколов, Петар Попчев, Климе Коробар, Владимир Темков, Литов Ли, Андријана Мациев, Наташа Нера Радосављевиќ, Иван Вања Милановиќ, Ристо Андреев и Катерина Трајковска. На сите учесници на изложбата градоначалникот Стојановски им додели посебни благодарници за особен придонес во развојот на културата и културните вредности на општина Илинден. Изложбата ќе биде отворена до 24 декември. Завршна конференција на проектот зголемено вклучување на граѓанското општество во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина се одржа денеска во Скопје. Целта на проектот е да се зголеми вклученоста на граѓанските организации во процесот на донесување одлуки од областа на животната средина на локално ниво и да се зајакне свеста на граѓанските организации за прашања поврзани со животната средина со цел поголема вклученост во креирањето на општествени промени во однос на добро владење и носење одлуки на локално ниво. Бојана Стануевска-Пецуровска, председател на Сдруженијето на граѓани, Центар за климатски промени Гевгелија, истакна дека јавната свест за заштита на животната средина треба постојано да се поткрева. Очекуваме во рамките на таа неформална мрежа општините заедно со граѓанските организации да ги имплементираат овие акциски планови кои што ги изработивме во рамките на проектот. Неформалната мрежа всушност ќе има улога да го следи спроведувањето на овие акциски планови и секоја година општините ќе треба да известуваат во мрежата за тоа што спровеле, односно што реализирале. Ние веќе се договоривме на претходните средби што е она што ќе го репортираат, односно начинот на кој што ќе функционира ова спроведување на овие акции, односно имплементацијата на акциските планови. Прво што треба да спроведуваат е да се трудат да ја подобрат соработката со граѓанскиот сектор, односно со граѓаните. Да ги актуализираат прашањата за животната средина, оние кои што се приоритет во самата општина и потоа да се трудат заедно да најдат решенија за решавање, односно спроведување на тие активности мерки со цел заштита и унапредување на животна средина. По завршувањето на овој проект се очекува дека општините ќе ја подобрат соработката со граѓанскиот сектор и ќе ги актуализираат приоритетните прашања за животната средина, со цел заеднички да се најдат решенија. Проектот се спроведувал во соработка со 6 општини: Ресен, Струмица, Карпош, Аеродром Македонски Брод и Македонска Каменица.
Промовиран ТВ серијалот Еден живот, една љубов, кој го изработи продукцијската куќа ПГМ Network од Белград. Документарниот филм е посветен на најтроферниот македонски фудбалски клуб Вардар. Овој проект е изработен во рамки на прославата на 70-тиот роден ден на Вардар, а во филмот се појавуваат 30 соговорници, од основачи на клубот, новинари, актуелното раководство, како и навивачи. Со овој филм на јавноста ќе и биде представена целата историја на клубот, а како наратор се појавува најголемата македонска и Вардарова фудбалска легенда Дарко Панчев, кој е и спортски директор на Црвено-црните. Идеја е, како што сам рекол, потекла од господина Живка. Идејата потекна од господинот Живков. Јас сум еден од оние југоносталгичари и сакам да ја пратам работата на сите клубови. Имаме богата архива. Сакам да отидам и во Сплит, во Љубљана, Тузла, секаде каде што можеме да се присетиме на тие легенди на југословенскиот фудбал, а тие луѓе не смеат да бидат заборавени. Свих тих легенди југословенског фудбала, јер не смемо дозволити да тие луѓе буду заборавени. На денешната промоција, која се случи во просториите на Македонскиот олимписки комитет, беа присутни бројни легенди на клубот, но ниту еден член од актуелното раководство или од сегашниот тим на Црвено-црните. Присутни на промоцијата на филмот беа председателот на МОК Васил Топурковски, но и Ѓоре Јовановски, Вујадин Стојановиќ, Ванчо Балевски, Ѓоко Хаџиевски, Драган Томовски, Драган Мутибарич, еден од најдобрите вардарови навивачи Драган Димовски, како и доајените на македонското новинарство кои говорат во документарецот Атанас Костовски и Ивко Панговски. Пример, јас почнав 61 година да се бавим со фудбал, меѓутоа престанав 95-та, значи богата историја и убаво е овака да се прикаже, благодарам. Почнав своето обраќање со својот заштитен знак. Гол, 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 нема гол, драги слушатели. Тоа беше во заштитен знак со кој пренесува многу надпревари и бев составен дел на животот на Вардар. Од неговото формирање доживав со него радосни, весели мигови, тажни мигови, меѓутоа Вардар беше и остана голем тим кој што ја испиша историјата на македонскиот и на југословенскиот, балканскиот и европскиот фудбал. Премиерата на ТВ екраните документарниот филм за Вардар ќе ја има околу Нова година на српската телевизија Арена Спорт, а како што најавија од продукцијата, во преговори се да биде прикажувана и на некоја од македонските телевизии. Поради непочитување на правилата за ограничување на брзината и задржање страна и правец на движење, во Македонија од јануари до ноември оваа година се случиле вкупно 7330 сообраќајни незгоди. Од нив 3694 се со потешки последици. Загинале 122 лица, а со материјална штета се 3636, покажуваат индикаторите на Републичкиот сојуз за безбедност на сообраќајот, распореден во 7 области на делување во согласност со препораките на Европскиот совет за безбедност на сообраќајот. Индикаторите на безбедност на сообраќајот представуваат меѓуизлезни резултати на спроведените мерки за безбедност на сообраќајот. Затоа се прават напори да се воспостави современ начин на следење и оценување на состојбата на безбедноста на сообраќајот, кој ќе ги отстрани недостатоците на традиционалниот пристап. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата ја оцени оваа година како успешна во однос на активностите кои се преземаат, а за тоа, како што рекоа, покажуваат и податоците во кои се наведува дека е намален бројот на сообраќајни незгоди, повредени и загинати лица во однос на претходната година.